Составот на двете комисии е многу различен. Значи во македонската комисија имаме повеќе млади луѓе со богато стекнато на надвор искуство, академско искуство, кои што не се оптоварени со националистички каузи. Во бугарската комисија гледаме баш една мејнстрим екипа која што очигледно сваќа како своја мисија одбраната на историската вистина. Тоа значи има една историска вистина, тоа е бугарска. На таков начин очигледно дека проблемите нема како да се решат, едноставно е ќорсовка, како што се вели тука на различни балкански јазици. Од ваква гледна точка на вистина имаме секакви причини да сме песимисти во однос на она што се случува денес барем со мешовитата комисија помеѓу Бугарија и Македонија. Главниот проблем е што има премногу политика во тоа во работата на комисиите. Значи, ако комисиите бидат оставени да работат без мешање директно, и тоа директно мешање би рекол дури и со уцени за некои донесување на некои брзи одлуки, тогаш комисиите ќе работат, мислам, подобро и ќе имат многу подобри резултати. Например, не сум слушнала досега овие децении, патувајќи, читајќи и така натаму и странски медиуми слушајќи, не сум слушнала министерка за надворешни работи да зборува за тоа за некој херој од минатото. Не сум чула, не знам, ни во Германија, ни во Франција, ни во и јавно, што не значи дека не постои тоа, но барем јас немам искуство да. И малку бев искрено зачудена и збунета кога една висока политичка фигура излегува на телевизија и кажува конкретно Гоце Делчев е, како кажа, колку добро се сеќавам, е бугарин и така натаму и така натаму. Значи, прво тоа малку не ми беше јасно каква врска има и зошто. There was a small discussion, small debate on who participated there. There was a small scandal. One of the members was forced to resign because she was considered too much pro-Macedonian. The composition of the Greek committee is not the best, in my opinion.